Благодарам, задоволна сум од вашите одговори. Малку вака појасно да им е на граѓаните, затоа што вие сте исклучително важна агенција во државата, вашата улога е исклучително важна. И од тие причини може да одговорите, може и да се воздржите од одговор, но јас сепак би го поставила прашањето. Колку сте задоволни и дали советот ви го подобрува работењето? Дали имате, што би, ајде да кажеме народски, ајроднив? Зошто ве прашувам? Совети, комисии, агенции во оваа држава, верувајте ми, има толку многу, што граѓаните не знаат, освен заплатите на пратениците, не знаат друго. А токму тие совети, комисии, агенции, кои што имаат плати со закон утврдени, изимаат многу поголеми плати, се доведуваме во прашање дали нивното прво постоење е добро, исплатливо и дали се додадена вредност во општеството. Ако не се додадена вредност во општеството, тогаш ќе се согласиме дека не треба да постојат, не треба парите на граѓаните кои што и онака ги нема, да ги укинеме, да седнеме да направиме анализа кои се тие комисии и агенции, не говорам за вашиот совет, ова е генерална забелешка, бидејќи сме во криза. И од оваа криза, да не се лажеме, нема да излеземе минимум 2 години. Минимум. Ако не крадат како што крадат и ако се штеди како што се препорачува да се штеди, а не се штеди. Значи, поентата ми е, еве, не сакам да ве ставам во непријатна положба, но дали вие сте задоволни од работата на Советот, дали ви треба некој друг вид на, ајде да кажеме, експерти, кои што се навистина експерти, а не се политички поставени, бидејќи да одржувате таков систем. На вас ви требаат прво и пред се експерти од информатичката сфера одлични, а сите знаеме дека такви нема, и ако ги има, тие си бегаат во приватниот сектор, каде што се платени многу повеќе. Не знам дали имате такви кадри кои што ви требаат, економисти и не знам правници и така натаму. И не ми одговоривте за аферата, но предпоставувам ќе премолчите и овој пат. Благодарам.